Владата ќе го следи потешкиот пат кон Европската унија, одбивајќи компромиси кои ги смета за понижувачки за државата и националниот идентитет, изјави премиерот Христијан Мицкоски на самитот 2026 организиран од Македонија 2025. Тој нагласи дека членството во Европската унија треба да се заслужи преку реформи, квалитет и конкретни резултати, а не преку потпишување бели листови хартија кои според него создаваат проблеми за идните генерации. Има различен пристап споредено со претходната влада. Ние цениме дека пократок пат нема, тоест има, но тој пократок пат има своји предизвици. Најчесто тие предизвици се понижувачки. И затоа велиме, ако треба да идеме по потешкиот пат, ќе одиме по потешкиот пат, но тоа место ќе го заслужиме со квалитет и со испорака, а не со тоа што ќе потпишуваме бели листови хартија. Бидејќи тие на крајот денот за идните генерации создаваат проблеми. Мицкоски рече дека поддршката на граѓаните за европската интеграција останува стабилна, иако долгиот процес предизвикувал фрустрации. Тој додаде дека Македонија реализирала 16 од 21 точка од реформската агенда и е меѓу најуспешните земји од Западен Балкан во овој процес. Што го имавме визави испораката за реформската агенда во јануари, од 21 индикатор, 16 имаме успешно завршени и за тој период на мерење сме најдобри во групата Западен Балкан 6. Според премиерот, земјата треба да продолжи да докажува резултати и квалитет за да го заслужи местото во Европската унија без прифаќање нови услови поврзани со идентитетот, уставот или други национални прашања.